Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија и утринската Здраво Македонија. Месец мај е месец кога веќе започнуваме да размислуваме на она што значи полуматура, матура или крај на одредена училишна етапа и почеток на нова. Но како некогаш се прославувале, како се прославуваат денеска, излеговме на терен да слушнеме од граѓаните. Кои се нивните размислувања? Погледнете во продолжение. Како се прославуваше некогаш, како денес? Па сега. Колку ете денеска младите имаат поголеми барања и очекувања од некогаш? Па многу поголеми барања и очекувања, сакаат се да биде според трендот локален, според модата. Гледаат спрема другите, не нив например што би им одговарало. Не ги интересира дали тоа кошта многу или малку, едноставно сакаат да бидат во тренд. Како се другите, така и тие. Следат социјални медиуми цело време и по нив се водат. Сега кич, турбофолк, катастрофа. Па добро се слават, нам послушува да кажам, но само на пракса. Тоа не сум у школа денес. Така, која година си? Со моментот сум у трета година, сега година сум четврта. Како сакаш да прославиш? Ги следиш трендовите, најнова гардероба, брендови кои ти се омилени, колку тоа се прати меѓу твојата генерација и ти? Па не и сам брендовите, сум што се сакам со тоа. Што другото прашање? Колку ете твојата генерација сака да е во тренд, да биде во нешто што не е луксузно и дури она што родителите не може да се го дозволат? Каква е средината во која се движиш? Секако се. Во кој училиште си? Во петета. А каде одиш, на пракса? Да, на пракса логинг овдака. И како се славеше матура и полуматура некогаш, како се слави денес? Па мислам дека на поразличен начин се славеше порано, а денес малку претеруваат. Шминки, фризури, не им одговара на годините, претерано е сепак. Порано беше поскромно. Како се славеа полуматури и матури некогаш, како денеска? Па многу поубаво тогаш отколку сега. Што знам, тогаш беше поедноставно, повеќе дружење имаше. Сега младиве како прославуваат, баш и не знам. Ама мислам дека тоа време беше по-убаво, по-едноставно. Сега залепени се за компјутери, за ова, за тоа. Младава генерација не знам дали ќе успее да стана едноставно вештачка, со роботи се дружат, што се вика. А ние дружевме за 1. мај, знаеш убаво да биде времето, на Вардар сме се бањале кај Камени мост. А сега ова за никаде. Мислам дека ова време е многу полошо од тоа. Тоа беше поедноставно. Добар ден на сите. Баш викам, погледнав Канал 5 таму, викам некој дава интервју. Ама сега, да. Сега, како да ви кажам, сега се многу убаво матурски. Јас кога бев матуранка, средно медицинско завршив во доктор Панча Караѓозов. Матурски не се славеа, само домашни во кругот на семејството беше, да. Торта ќе се дотераш, ќе дојде партнер, ќе те земе со цвеќе, ќе идеш ќе си прославиш. Многу убаво. Сега имам 3 сина. Да, и на првиот син му реков вака. Викам, дали може да ти купам јас на тебе што сакаш ти, да не славиме матурска? Пошто ако славам на еден, треба на сите тројца да славам. Вака ми рече, мамо, јас сакам матурска. Не ми е битно што ќе ми донесат поклон. Битно ми е луѓето да се соберат. И сега, готово, више почињаш да спремаш гости, многу убава матурска. Со него отидов, прославивме, се захвали на гости дека дошле да му честитаат и јас со него во хотел отидов да го испратам. Така го направив на вториот син, така го направив и на третиот син и многу убаво. Луѓево се дружат, блиска фамилија и нека се живи и здрави децава, се многу убави и нека им е со среќа на сите матуранти.
Да, така. Исто и на вас и на матурантиве. Јас секогаш ја пеам онаа песна "Запјевајте матуранти, нек се ово вече памти". Да, нек нас ово песма ори живели нас професори. Таа ми е многу убава песна, да. Ги слушнавме коментарите и мислењата на нашите граѓани. Кој е вашиот коментар и мислење? Оставете го на социјалните мрежи, Facebook, Instagram, страницата на Канал 5. Останете ни во добро здравје.